Поминаа скоро 3 месеци од катастрофалната поплава, која што одзеде животи на 23 наши сограѓани. Обиколницата се уште е оштетена и ништо не е направено. Со оглед на итноста, до сега одамна требаше да почне да се работи за санација на состојбата. Особено е важно да се најде решение за одведување на атмосферските води, кои што беа и главен проблем при поплавата. Откако после 3 месеци ништо не направи, власта реши работата за санација на обиколницата да ја даде на фирмата Транспет. Се работи за фирма чиј собственик е блискиот пријател на Никола Груевски, Сеат Коча. Се работи за истиот оној човек кој што Никола Груевски го споменува во бомбите како оној со Сеат Ибица, кога мести и други тендери за него. Се работи за фирма која што само од 2012 година до денес има добиено над 63,4 милиони евра работа од страна на државата. И се работи за истиот човек кој што ја отвори телевизија нова, наменски, за да ја фали власта пред избори. Македонија едноставно повеќе не може да си ја дозволи алчноста на Никола Груевски. Не мораше и сега, не мораше и на оваа трагична приказна да се обидува да печели пари за своите блиски пријатели. Ова веќе не е само алчност, ова веќе не е човечно. Се согласуваме дека е итно потребна санација на обиколницата. Ама итно значи дека до сега таа требаше да биде направена, а не да се калкулира работата да ја добие фирмата Транспет. Веднаш по смената на власта на 11 декември, новата и одговорна влада, предводена од страна на СДСМ, ќе го реши проблемот со одведување на атмосферските води на обиколницата. Веднаш по смената на власта ќе почне и постапка за пронаоѓање на одговорноста за последиците кои што се случија на граѓаните од катастрофалната поплава. Благодарам на следното прашање. Веќе споминавте за фирмата Трансмет. Нели имаше обвинување дека е целата работа завршена во 4 очи, меѓутоа од друга страна потоа тоа беше демантирано. Имате ли податоци што навистина се случувало? Нашите информации се она што го кажа Министерството за транспорт и врски од медиумите. Но се согласуваме дека итно морало да се реагира. Денеска е 28 октомври. Поплавата беше на 6 август. Итна постапка значи дека веднаш требале да реагираат, а не она како што и веќе реков да се калкулира за да работата ја добие фирма која што најчесто ги добива скоро сите работи од владата. Благодарам.